да се научи кучето да се прави мртво. Звучи како класичен, баш забавен трик, нели? Ама што ако зад оваа навидум толку едноставна команда се крие нешто многу подолбоко? Епа денес ќе ги разгледаме токму тие чекори, техниките и она што е најважно, вистинското значење на оваа вештина. А за тоа ќе го користиме водичот од списанието Догозила. И тука, секаква, доаѓаме до првото прашање. Дали е сето ова само, знаете, за да се импресионираат пријателите? Дали стварно вреди да се вложи труд само за една забавна точка на забава? Па лесно е да се помисли така, нели? Ама нашиот извор вели дека приказната е многу подлабока од тоа. И еве го одговорот, директно од Догозила магазин. Значи ова не е само трик. Гледајте на тоа како на алатка. Да, алатка. Алатка за градење на една многу подлабока врска, за да се стимулира умот на кучето. И да, дури и за да се канализираат неговите инстинкти на еден сосема позитивен начин. Добро, ајде да нурнеме малку подлабоко. Кои се тие скриени придобивки за кои зборуваме? Што навистина се случува таму, под површината, кога собственикот и кучето работат заедно на една ваква задача? Ајде да видиме како се поврзани овие точки. Зајакнувањето на врската? Па тоа доаѓа од заедничката работа, од тоа што имате заедничка цел. Менталната стимулација пак ја спречува досадата, а знаеме дека досадата често е корен на многу проблеми во однесувањето. А најдобриот дел? Кога некој го учи своето куче, тој учи и да го чита неговиот говор на телото, а кучето од своја страна учи да ги разбира сигналите. Тоа е вистинска двонасочна комуникација. Секако, не може само така да се влета во акција. Како и за секоја вештина, и овде е потребна добра основа, нели? Значи, пред воопшто да почнеме со самиот трик, ајде да видиме што се треба да се подготви, за да се осигураме дека одиме кон успех. Еве една листа за проверка. Командите седи и легни се апсолутен темел. Без нив, тоа е како да барате од кучето да трча пред воопшто да научило да оди. Потоа околината, таа е клучна. Ако кучето е под стрес, учењето станува речиси невозможно. И можеби најважното од се, енергијата на собственикот. Кучињата го чувствуваат сето тоа, и трпението, и фрустрацијата. Верувајте, позитивниот став прави огромна, ама баш огромна разлика. Добро, основата е поставена. Сега е време за акција. Нашиот извор ни нуди две различни техники за да се постигне истата цел. Пајде да ги разгледаме и двете. Првиот метод е, да кажеме, прилично директен. Се почнува од командата легни, која кучето веќе би требало да ја знае, потоа се воведува сигналот бенг, додека нежно се насочува во саканата положба. И тука клучниот збор е нежно. Веднаш штом ќе го направи тоа, следува пофалба и награда. Важно е да се вежба во кратки сесии за да се задржи интересот и постепено да се намалува физичката помош, се додека не почне да реагира само на гласовната команда. И ова е можеби најважниот совет од сите. Дресурата не смее да биде битка на волји. Ако кучето стане фрустрирано, не треба да се притиска. Тоа само ќе создаде лоша негативна асоциација. Наместо тоа, најдобро е да се направи кратка пауза, малку игра, па потоа да се проба повторно подоцна или дури следниот ден. Најважно од се е сесијата секогаш да заврши на позитивна нота. Вториот метод е малку подинамичен. Тука се користи награда, некое задоволство како мамка, за да се води кучето низ целото движење. Значи, од стоечка положба, носот му се води надолу, па кон рамото. Ова сосема природно ќе го потекне да ја префрли тежината и да се преврти. И клучот е ова, веднаш штом ќе го направи тоа, дури и само делно, веднаш награда. Со овој метод, во суштина, кучето се води само да го открие движењето. Се разбира, патот до успехот ретко кога е права линија. И да, сите прават грешки. Најважно е да се препознаат за да можат да се избегнат или пак брзо да се поправат. Ајде да ги видиме кои се најчестите стапици во кои може да се падне. Еве ги трите најголеми грешки. Прво, недоследност. Ако еднаш се вели бенг, а следниот пат пуф, кучето само се збунува. Значи треба да се одбере еден сигнал и да се држи до него. Второ, тајмингот. Ова е клучно. Наградата мора да дојде веднаш, ама веднаш, по правилното однесување, за да знаат точно зашто е наградено. И конечно, должината на сесиите.
Мозокот на кучето лесно може да се преоптовари. 5 минути фокусирана забавна работа секогаш, ама секогаш е подобро 30 минути мака и фрустрација. И со тоа, полека се враќаме на пошироката слика. Ги поминавме техниките, како се изведува трикот, но ајде да застанеме за момент. Која е всушност вистинската цел на сето ова? Дали навистина се работи само за тоа да се има еден добро изведен трик во ракавот? Ова е прашање кое секој сопственик треба да си го постави. Дали ова се прави за нас, или има нешто во тоа и за самото куче? Дали тие, кучињата, навистина уживаат во целиот процес? Одговорот, како и секогаш, е во наблюдувањето. Говорот на телото на кучето никогаш не лаже. Опуштено тело, мавтање со опашката, тоа се јасни знаци дека ужива. Но исто така, треба да се внимава и на знаците на стрес. Зевање, оближување на усните, избегнување контакт со очите. Ако се забележат тие знаци, тоа е јасен сигнал дека е време за пауза. И тука всушност лежи суштината на се. Крајниот резултат, оној совршено изведен трик, тој е само бонус. Вистинската, онаа главна награда е самиот процес. Времето поминато заедно, заедничкото учење, градењето доверба и меѓусебно разбирање. Ете, тоа е она што навистина е важно. Значи, може би е време да се промени перспективата. Дресурата не е обврска, туку е можност. Можност да се поврземе, да се забавуваме и да го збогатиме животот, и на кучето, и на сопственикот. Затоа што, на крајот, следниот трик што ќе се научи нема да биде само за покажување пред другите. Не, тоа ќе биде уште еден мал чекор во градењето на една навистина неверојатна врска,